Се уште не се знае дали ќе се продолжи мерката за замрзнување на цените на основните производи, но министерот за економија Крешник Бектеши вели дека се анализираат и други модели за да се интервенира кај увозниците на основните прехранбени производи и трговците на големо. Тој вели дека според сите податоци нема зголемување во месец декември и јануари, имајќи ја предвид одлуката за замрзнување на цените на основните производи. Значи од 1 декември па до крајот на февруари се реализира мерката во делот на замрзнување на цените за основните производи наведени во одлуката, некаде се 10 основни производи, главно се прехранбени производи. Моментално секторот за трговија во Слободно министерство за економија ги разгледува неколку можности за начинот како да се продолжи мерката, а дополнително да немаме големи ценовни шокови во делот на прехранбените производи. Една од опциите е да се стават маржи во делот на увозот на прехранбените производи и во делот на трговија со мало и со големо, за да немат само забрзување, но само да се дава маржа, имајќи во предвид дека неколку производи кои не се произведуваат во нашата држава, а кои се увезуваат, можат да имат многу големи цени, а со ваква мерка дополнително ќе влијаеме и во тие производи кои се увезуваат во нашата држава, имајќи во предвид дека тие треба да достават фактури при увоз во Царинската управа. Со поскапувањето на електричната енергија и нафтените деривати, во Македонија почна и поскапувањето на основните производи, пошто владата ги замрзна цените на неколку основни производи, а потоа додатно го продолжи рокот на мерка до 28 февруари 2022.